И новата власт ги разочара оризарите. Една цена ветуваа, а друга им се нуди. Периодот да го продадат произведеното дојде, но нивните очекувања и надежи за повеќе пари пропаднаа. Сите откупни пунктове и преработувачки капацитети откупуваат ориз, али ориз откупуваат со незадоволителна цена према земјоделците. Значи тоа значи дека ветеното со повисоки цени, но повисоки откупни цени на оризовата арпа се уште не е остварено. Барањата и ветувањата беа оризова арпа да се откупува по 25 денари, а бел ориз по најмалку 50 денари за килограм, но реалноста е далеку од зборовите. Откупува е многу ефтин. Tego сега пишаја на мене Андреја Оризо, пишарет 40 динара взима тај, а она е 37, 36 и турскиот шо е. Арпата е да не зимат арпа. До душа 18 динара, 16, тука се движи. Очекувано, ваквата цена повторно разочара над 5000 производители на ориз од регионот. Тоа е цена што не ги задоволува само производната цена на чинење, што не ги задоволува и оваа година, како и претходните, земјоделецот ќе работи, ако остане овака, едноставно само да ги покрие трошковите. Не дојде во обзир, ние сме умањак, ако некој праша. Тоа што работи, ние џабе работиме. Со овие реплати на ѓуријата што се, ние сме на нула. Ма нема дека да се иде веќе. Иначе катастрофа. Доколку ништо од откупната цена не се промени, веројатно е дека до година површините под ориз кои нема да се обработуваат ќе пораснат за најмалку 25%. Од друга страна, единствена утеха на земјоделците им е најавата за покачени субвенции од 18.000 по хектар за посејана оризна површина.